Со задоволство денеска присуствуваме на реализација уште еден капитален проект во нашата општина. Голема благодарност до нашата другарка, министерката Мила, која што навистина ги прими сите наши проекти и барања и тие исто се реализираат покрај Основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски, неговото подрачно во Хром, каде што сме сега присутни, исто така се одвиваат и градежни активности на Основното училиште Тихомир Милошевски во Ново село. Се работи за доградба на Основното училиште, кое што во далечната 2016 година беше пуштено преку адаптиран објект од Министерството за одбрана, од поранешната територијална одбрана, за нови 6 училни, со тоалети за лица со посебни потреби, со хоризонтална пристапност, со рампи и за прв пат во нашата општина ќе имаме и вертикална пристапност, односно лифт. Динамиката на изведување на активностите е околу 20 месеци, меѓутоа се надеваме дека ќе биде и пред роковите завршено училиштето. Исто така сакаме да ги информирам граѓаните, особено на Хром, дека голема мака имавме во делот на имотно-правните односи да ги решиме за самата доградба и за поставување на проектот. Со самото носење на деталниот урбанистички план во Хром, главен приоритет беше не само доградбата на Основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски, туку и спроти нас на доградба и на градинката Росица. Имотно-правно тоа го средивме и само една информација дека претходно кога се правело училиштето, доградбата која што била направена не беше на имотен лист и тоа навистина ни створи еден лавирит низ институциите за да можеме денес да присуствуваме на реализација на овој проект. Ви благодарам уште еднаш. Навистина е значено што општините заедно со владата, со министерството, не само што се грижат за подобри програми и за поквалитетно образование, туку исто така се инвестира и во инфраструктура. Заради тоа што за да имате квалитетно образование треба да има квалитетен кадар кој што се грижиме за него и кој што се обидуваме да инвестираме во континуитет во нивна обука. Исто така новата концепција значи и нов стандард и нов квалитет во образованието, но исто така инфраструктурата во која што се одвива наставата треба да биде подобрена. Како Министерство за образование и наука што минатата година за прв пат објавивме повик за капитални инвестиции. На тој начин ги мотивиравме и се мобилизиравме заедно со општините да тие аплицираат со проекти за оние објекти каде што им е најзначено да има инвестиции, а Министерството низ транспарентен процес и утврдени критериуми и селектираше општините во кои што ќе има инвестиции согласно рамката или согласно буџетот кој што го имаме определен за оваа година. Исто така, сите училишта кои што треба да се финансираат од страна на буџетот на Република Северна Македонија треба да бидат инклузивни. Такво и ова училишта. Со 25 милионска инвестиција која што имаме во овој објект, ќе имаме училиште за сите ученици инклузивно, кои што ќе можат од овој дел од општина Ѓорче да го посетуваат, да имаат квалитетна настава и се надевам дека со успех многу скоро ќе се заврши оваа инвестиција. На истиот начин продолжуваме да инвестираме во капиталните инвестиции кои што се поврзани со образование. Сметам дека јавноста е запознаена, исто така во соопштението на влада исто ги има и деталите по однос на концепцијата, имавме дебата која што се одвиваше повеќе од 3 месеци по однос на оваа концепција, сите засегнати страни беа вклучени и таа како таква е донесена, јавно достапна и сега влегуваме со јавен повик кој што денеска претпоставувам веќе е објавен, а се однесува на подготовка на програмите наставни за учебната 21-22 година во прво и четврто оделение кои што ќе започнат по нова концепција. Ги повикувам сите наставници, сите професори да се вклучат во подготовката на овие програми затоа што е навистина значено да националниот капацитет кој што го имаме од професори го даде својот максимум во подготовка на квалитетните програми по дадените предмети. Благодарам. Дали веќе се знае учебната година на кој начин ќе започне, да имаме нови бранови, дали повторно со хибриден модел или можеби се размислува за враќање на ученици? Учебната година е во тек. Новата учебна година. Да ја завршиме учебната година и после тоа ќе дискутираме. Во моментот сме фокусирани на квалитетна настава, двонасочна комуникација и по дигитален пат за оваа учебна година. Исто така има подготовки за завршување на учебната година. Во моментот кога ќе се создадат услови да дискутираме за новата учебна година согласно епидемиолошката состојба, јавноста ќе биде навремено известена за истото. Благодарам.